утро, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, 24 август, четврток. 24 август, стандардно, топло, пекол, не се дише, не се спие, но не знам дали сте знаеле дека токму на денешен ден, 24 август 1960 година, е измерена рекордно најниската температура воопшто откако се мери температурата, но не овде, туку на Антарктикот, во Восток. И таа температура на овој ден, во 1960 година, била изнесувала минус 88 степени. Можете да замислите. Минус 88 степени, тоа му доаѓа нешто околу 130 степени разлика од температурата што ја имаме ние овде. Да, што значи, ете ви една убава летна дестинација за разладување, каде што можете да појдете. Малку е подалечко, но зашто да се тепаме по топлите морења, кога можеме да појдеме и ваму да се разладиме. Но високите температури не се единствената наша грижа, си имаме ние и многу други жешки теми. Може би кога и Антарктикот би ги имал нашите проблеми и таму би било потопло. Ајде да видиме сега кои теми ќе ги имаме денес. Првата тема ќе ја започнеме со една анкета што ја спроведе Алфа телевизија вчера помеѓу случајните минувачи на прашање дали предвремени избори се решение за актуелната политичка криза во која што се наоѓа Македонија. Прашањето кое што ќе ви го упатиме вам е во која насока се движи Македонија, дали во вистинска или пак во погрешна насока. А втората тема се однесува на говорот на омраза, кој што владее, може се каже, на социјалните мрежи. Последно, најактуелно во моментов, иако постојано има нешто актуелно на оваа тема за жал, но она што е повод за денешната тема е говорот на омраза на еден наш сограѓанин, упатен на ни помалку, ни повеќе, туку кон децата со аутизам. Да, сигурно се запознаени со овој случај, па ќе прашаме како дојдовме до тука ваков говор на омраза да сееме. Што се однесува до временската прогноза, денес за 24 август, за разлика од Восток, каде што сигурно повторно е минусна температурата, да видиме каква ќе биде таа денес. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Попладне наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. А во Скопје исто така сончево и многу топло со мала до умерена облачност, попладне во делови од котлината ќе има услови за појава на пороен дожд со грмежи и засилен ветер. Температурите да видиме какви ќе бидат денес, минималните од 15 до 22, а максималните од 29 до 38 степени. И уште нешто поврзано значајно со денешниот датум, многу убава манифестација, традиционална манифестација, единственото негативно е што мене секогаш ме потсеќа на крајот на летото, но и тоа како значајна за сите нас, а тоа се струшките вечери на поезијата. Започнуваат вечерва во 20 часот. Еве да видиме со традиционалното читање на ТГ за југ, свечено ќе се отворат струшките вечери на поезијата. Вечерва 62-то издание започнува. Ќе се случува отварањето на платото пред Центарот за култура Браќа Миладиновци со почеток во 20 часот. Меѓутоа, фестивалските настани ќе почнат точно напладне во паркот на поезијата со садење дрво во чест на годинешниот лауреат и добитник на Златниот венец, македонскиот поет Влада Урошевиќ. Фестивалот ќе трае од денес до 28 август и оваа година ќе биде под мотото Чувствотворен јазик. Чувствотворен јазик, уште убаво. Да.
Инаку поетските читања ќе ги предводат повеќе од 25 странски и домашни поети од постарата, но и од млада генерација, што значи ќе биде наменет за сите генерации. 6 часот и 30 минути, време е и за првите утрински вести на Алфа телевизија. И вообичаено по рецептот на Андријана започнуваме со нашата прва тема. Денес, како вовед во нашата тема, ќе ни послужи анкетата која што вчера ја спроведе Алфа телевизија помеѓу случајни минувачи на прашањето дали предвремени избори се решение за политичката криза во која што се наоѓа Македонија. Предвремени парламентарни избори се решението на кој инсистираат и се надеваат македонските граѓани. Откако собраниската процедура за уставните измени удри во зид, Македонија почна да запаѓа во уште поголема политичка криза. Анкетираните пред камерата на Алфа децидни дека редно време е граѓаните да го окренат својот глас на предвремени избори. Дали предвремени парламентарни избори се решението за политичката криза во Македонија? Да, сигурно, најсигурно. Па треба да има гласање. Па сакат како? Со оваа влада не се живее. Треба да има, место да бегат овие. Ова е фашистичка влада ова. Само потпишува, он не знае на кого потпишува, а друг командуе, неќе да го именувам. Место да ги нема. Економската состојба што е причина за иселувањето на младите е најголем проблем за граѓаните. Ако нема избори, ќе ги изгубиме, малку те останати млади во државата, порачуваат пред нашата камера. Нашава држава е тентоне. Децата ни заминаа во странство, останавме само ние старциве. Така да мора нешто да се реши. Предвременски избори доста ни беа од овие што беа на власт. Да видиме другите што ќе направат. Вистина, ова е катастрофа. Па зашто да е направено 400 денара ова, рече, компирот 50 денара кило, млекото го качеле 200 денара. Сите мерења на јавното мислење направени во изминатава година покажуваат дека мнозинството од македонските граѓани сака предвремени парламентарни избори. Според последната анкета спроведена од истражувачката агенција Брима Галуп, ВМРО ДПМН изборот на граѓаните доколку денеска се одржат предвремени парламентарни избори. 19,5% би гласале за ВМРО ДПМН и коалицијата, а само 13,6% испитаниците одговориле дека доколку денес се случат предвремени парламентарни избори би гласале за СДСМ. Во албанскиот политички блок најмногу поддршка има ДУИ со 5,9%, но многу близу е и Бесана Билалка Сами. На прашањето дали мислите дека работите во државата одат во добра или погрешна насока, дури 70% од испитаниците сметаат дека Македонија со владата на СДСМ и ДУИ не се движи во добра насока, додека пак само 21% сметаат дека државата се движи во добра насока. Да, ги слушнавме и случајните минувачи, ги видовме и резултатите од анкетите. Сега вас ве прашуваме, прошируваме малку темата, во која насока се движи Македонија, во вистинска или пак во погрешна, или народски кажано имаме ли воопшто компас. Ајде, добро утро му посакувам веќе на првиот гледач за ова утро. Добро ви утро, повелете во програма. Добро утро, Искра, и да се извинам за шегата од завчера, да не ми замериш. Зошто да замерам? Па тоа што реков негатив ми е телевизорот. Не. Не те навртив. Не. Дека ми ја сек дека се шегувам, па после... знаете дека јас не се лутам, да. Јас повеќе сакам како Еврокрем да бидам наречена, ама и негатив може. Добро. Не, бронза. Ајде, нека биде, да. Да. Јас не сум љубоморна, ама имам алергија на сонце и секоја година на море. Не можам ни да се сунчам, ни да се бањам од тие причини. Штета. Не можам ни да замислам како е тоа, искрено да ви кажам. Да. Казна. Сега за ова нашава состојба. Значи, не удри сега владата во зид.
Таа е удрена многу одавна. Уште 2018 кога народот не излезе да гласа на референдумот. И беше од изборната комисија прогласено како неуспешен референдум. Меѓутоа, тие на мускули го истурка и го променија името благодарение на неколку предавници кои што сега пак ги чекаат зад некое ќоше. Зашто ги чекаат зад некоја ќоша? Затоа што секој има некоја цена. Која е цената? Тука многу македончево се губи и не е свесен дека достоинството, образот што викаа старите, е многу побитно од парите. Но и предавниците од 27 април што беа после уставот, мислам, самите учесници беа тие во тие работи, тие ги создадоа проблемите на луѓе што гнијат во затвор 200 години. Не им фали влакно, него си и наградени. Ќе кажам и таа Канческа што беше. Каде е Канческа? Си зима плата. Влакно не и фали. Со нешто само таму ја шиканираат. Ама што има позади тоа не излезе на видео. Хајде да видиме што има позади тоа и од што се плашат тие луѓе кои што лесно си го продаваат името на државата, народот собствен кој што им даде легитимитет и се што ќе се одбере, било кој пат да се одбере сега, ќе биде поправилен од тоа да седиме во ова невреме што ни го создадоа, во кое што не колабираат како држава, како граѓани, без име, без идентитет и без иднина. Но македонскиот народ 30 години обстанува, ќе обстане и сега, мора да покажеме поголема агилност, у смисол да покажеме дека сме решени да ги турнеме од власт. Дали ќе биде на редовни или воредни избори, тоа е веќе одлука на народот. Се најубаво, а сакав да ја поздравам господјата Агелес. Таа некако нема континуитет меѓу таа изјавата дека е корумпирана државата и она вчера што го кажува дека треба да одиме во Европа. Па Европа нас нема да не ги реше внатрешните работи, како што ни НАТО не ги реши проблемите. Значи, тука треба да станеме стабилна држава, со добра економија, со добра фискална политика, со влада честна, одговорна и дефинитивно изборите мора да направат исчекор на подобро. Пријатно. Пријатно, негативот ви заблагодарува за вашето јавување. Кажавте еден многу адекватен термин. Не е време во кое што живееме, туку не време во кое што живееме. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ево, добро утро. Добро утро. Анкетава малце да ја проширевте, уште се една реченица, да го поставите прашањето колку посто има издајници, колку посто има што се сака државата македонци прави. Еве, ако ви го поставиме вам тоа прашање, што би одговориле? Јас како би одговорил? Да, на тоа прашање кое што вие го поставивте. Колку има издајници, колку предавници? Така, па видете, цел народ треба да се излези, да излези, па сега во овој случај дека испаѓаат како повише предавници има. Што е водат Македонија вака наопаку. Од тие предавниците од Втора светска војна, овие се на потомците, наследниците. То не може да се изгуби така. Па видете го тој челник што дојде премиер, како се колнеше во деца. Ја да се заколна во дете, па вака да ми се случи. На стреп площад излага ми се бесам. Одма се бесам. То нема кичма, нема мозок, нема ништо. И сега тој истиот, може татко му бил во Втора светска војна таков, и затоа он е наследник. Тие наследниците сега се многу поопасни. Па овај трајно способниот, или беше обратно, не знам таму, прво да метниме Бугарија, па после одна другиот ден на избори. Ма види го мажето, многу знаелото. Ај прво избори, па после ќе ги метниме бугарите, да видиме дали ќе има место, простор, процеп да ги метниме. Па нели се свестиме цела Европа и 100 пати го зборувам тоа, и Америка, да ги метниме, што се навртеле против нас? Што е проблемот? Имаат мака тие.
од македонштината има проблем. Македонија е пространета на цела земјина топка. Сака да го чистат како пиреон сме ние. Се шириме сегде и им смета. И пото сакат да не избриша. Мицковски што вика ова и еден пратеник ако се откажи, ја ќе поднесам оставка. Та реченица не сме да ја кажи и не смеше да ја кажи и не сме да ја повтори. Него да се застани како капетанот на војската напред и да ја води и враќање назад нема. Затоа што овие склони се Македонија да ја уништат. Склони се откорен ја ништат и сака да ја уништат. Овој што сака да доваѓа од Америка, како не се срами, што бара? Тој ни го направи со албанци овде, со Косово, тие ни ја направи скаламуцијата, ја разделија Македонија на вакви такви, тие ни наметна сите работи. Кај да одат тие прават све. Бил Латен го направи, тие го тепа. Ова речи го Садам Хусеин, тие го направи, му даде оружје, тие го тепа. Ова речи го другиот по Либија кај беше. И тие и него го направи, му даде оружје, и него го тепа. И кај на сега сакат да ни творат нешто и да не снема. Затоа народов не сме да заспие, народов треба да стане како еден, сите, да си одбраниме државава, овие издајници, натрапници. Искра имај убав ден и пријатно. Ви благодарам и јас вам на јавувањето. Во секој случај поставивте интересно прашање кое што може да послужи за анкета или пак за тема во некоја идна емисија. Добро утро за следниот гледач, поверете, во програма сте. Ајде добро утро. Ајде добро утро. Еве баба Финка стара малце ваде од бавчичката, ама чекай да си го пуштам телевизорот, тука има една летна кујна и тука си им телевизор, чекай да не нешто изгубам, да не се јава. Да не пропушти, минус да не ви пишеме, така? Се извинувам, Нема зашто. минус да не добием, ако старски, па да ти кажем, јас ги поздравам преходните гледаци, све каже како првата и вториот. И јас да кажам, сум кажа многу пати, овој што ни е премиер, не скам името да му го спомнам, вика народо. Добро бе, само се изборам. Дали он насебеле спие, не пушта телевизија да слуша народо што кажува. Дали анкетите не ги гледаше сега што ги снимавте. Што кажува народо? Што кажува народ? Дали треба да има избори предвремени или редовни, било како? Не знам како да ти кажам, јас секој пат викам, не можеме да кажеме од овоа да биде поубаво, ама вакво, јас со 70 година вакво нешто во животот не ми било. Вчера бе во Ѓорче на пазар, да ти кажам, луѓе во купуват еден спурен пипер, сонцето го испекало, пунет кеси, па не може поситно тази пиперце 70-80 денари. Кој може да го купе? Можете што има по 30.000 пензија и плата на 30-40. А тие што имаме по 13-15 пензија, што можеме до сиренце да си купиме, тоа можеме само и тоа ќе го гледаме, малце ќе скршнеме, а чекај за попосле да остане. Не знам како да ти кажам, не знам, ова крајно е вака, дори не ми се збори. Нека видят бе, нека пуши телевизија, нека мисли за народо. Доста и беше по 1000 евра качија. Дај бе, како ви очите Николи ги поздравува моите, што искачат на штрајк, јас сум од тамо, тие се очите Николските. Ги поздравам сите тамо, што очите Никола, моите близки не сакам. И ги поздравам, гледам тамо на Вујко колко не снаат, искочена со капче жуто, викам, ајде дрсте се ние од овдека. Ама овдека ние скопјани не искочеме, ние беме со тетка Радка, ама другија ретко имаше. Викам, и скопјани имат голема пензија, за тоа не искачат. Биде ми поздравена, поздрав, а ја да си вадам бабчичката. Поздрав. Ви благодарам, тетка Фимка, на јавувањето. Добро, може би не излегуваат во Скопје, бидејќи ги почитуваат препораките на докторите да не се движат од 10 до 17 часот. Добро утро за следниот гледач, поверете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Во кој праве се движи државата? Во жив песок. Тоа не во жив песок. Не се секирате, ќе излеземе. Ние од многу работи сме излегле, ќе излеземе и сега. Само Мицковски не треба веќе да употребува таа реченица. Дека ќе се откаже. Знаете дека бродот кога тоа не капетанот последен останува.
И не треба, народо е со него. Не е само Мицковски, вчера слушам една особа, не е важно, Плука, не бил он политичар, не бил ваков, за никаде не бил способен. Која си ти да кажеш дека он е неспособен или способен политичар? Тоа народот знае. И цене. И за тоа не треба никој да понижава. А тие нейните способњаковичи, гледај до каде не доведеа. До каде? Дозволија да дојдат од Албанија терористи да ни менат улици. Дозволија знамиња, дозволија големи Албании, дозволија. Сега да ги прашам тие 8 души, тие што ја пред тоа тога и за името што помогнаа да го сменат името, дали тоа машка се движат низ народот? Зар не ги јаде совеста, не ги гриза? Какви луѓе бе постојат оваа држава? Знаете таа песента Бог да ги бие параловци? Истата ситуација со ние. Кога ќе ги сретнат луѓето, само доста е да се обрнат по ние, доста е толку. Што значи тоа? А друго сакам да кажам. Зашто ги викат сите тие од Америка, од вамо, од намо? Тие ги викат нашите СДС-овци. Пробаа со елеците рамо до рамо, ма треба и рамо за плакање, не рамо до рамо. А пробаа со елеците, пробаа со европски фронтове, со зелени, не знам што. Абе, ако сакате на глава Дудут исто ви се фаќа. Само сакам да кажам друго. Никој не е крив. Никој не е крив. Каде е тај од Муртино Јудата да дојде, да се јаве пред народот, бега, крие се, запали го огино и сега бега. Со кое лице, клетви, мало сутра, мало утре. Срамота, срам да му е. Па цел живот, цели векови ќе биде проканат. Прво он се сам проканал, дете се канал, кого не. За кое ли, зашо не излезе да каже, кога подпишуваа договори, дали и требаше ВМРО тугај? Тугај тајно правеа. Сега, сам си вика јадан, сам си знаеш. Како си правил, така ќе си теглеш. Сам си подпишува, тугај ВМРО не и требеше, ни за смена на името, не требеше, ни за смена на знамија, за ништо, терзијални подобе, за ништо не и требеше. Сега и требева, нема. Нема, сета работа ќе си ја поднесете сами СДС-овци. А утре, знаете што ве чека, има избори. Ако не сега се биде на пролет, башно ќе има избори. Па да видиме до каде ќе се стаца. Смеат се смешни. У парламенту нешто ти ќе кажат тие од ВМРО. Они се смеат как се штркали, какво си вика, не знам, тоа се многу е симпатичен, само не им прибега тај осмех белезерски. И ред други тие. Искрено многу има да се зборе, многу сме револтирани народо, ама поздрав, истрајте народо и още не опостане. Немојте да подклекнувате, немојте. Ви благодарам на јавувањето. Да, очигледно е дека сме доста револтирани. Добро утро за следниот гледач. Поверете во програма сте. Добро утро. Добро утро, Здравко. Абе, мене многу ми е чудно, ние зборуваме за избори, нови избори, пред време. Ама луѓе бе тие не се доволни. Премногу е гнаснова во Македонија. А ова гнасотие што си е на пластитни 30-тинава години се чисти само со револуција. Без тоа ние гнасотијава нема да изчистиме. Имаме големи душмани од тука кои треба да ги откорниме и да му и се знае каде е нивното место. Во затворите треба да ги наполниме. Невидено срамно од Европската Унија, Америка. Душманите околу нас, душманите однатре. Тоа што ни го правеа 30-тинава години е невиден фашизам. Да се уништи народ кој на светот му дал македонски убајни. Тешката ненормалност е и однатре. Најгрдото, најгрозното од изродите, кои Македонија е продаваат, уништуваат од лични интереси. Невидена грозотија во светски рамки. Мора да се победи и силно казни. Тоа ако не го направиш македонесо, не заслужуваш да постоиш. Срамново постоење е невидено во светот, невидена нискост. Никако да се научиме на општо добро, од кој ќе излегува поединачното добро.
преку ред, дисциплина, преку создавање на вредности, а не преку мамине крадене. Силни обезличување на Македонија. 31 години македонска самостојност, само тоа го правиме. Ѓаволски работи за Господово не знаеме. И пари од буџетот ќе се одвојувале, за да се пропагира мислењето на владата како арно. Само и само да влеземе во стапицата на непостојене. Премногу е гнасно од душманското. Преку глава е. Реагирање за општа револуција нема. За работите да си дојдат на свое место. Без ред, дисциплина, Македонија не функционира. Македонството во неја умира. Разбудете се еднаш, луѓе. Благодарам. Ви благодарам и јас вам, Здравко, на јавувањето. Да видам само дали имаме време за уште еден гледач. Немаме време, но имаме уште една минутка до вестите. Така, за разлика од нашата реалност, еве една информација за една друга реалност. Не е многу далеку од нас вака географски, но во години изгледа светлосни години разлика. Еве информацијата, болница во Белгија ќе користи вештачка интелигенција за прегледи. Се предпоставам дека е доста сложено за да сватиме како тоа функционира, особено ние со оглед на тоа што не можеме ни преглед да закажеме на мој термин, но еве да видиме каде за почеток ќе се користи. Се планира се користи за прегледи на уво, нос и грло, и она што е најдобрата страна, што велат оние кои што промовираат овој начин на прегледи, велат дека на овој начин ќе се заштеди време и на пациентите и на лекарите. Ке почекаме најверојатно за вакво нешто, но не мораме уште долго да чекаме за најновите вести, бидејќи Слободанка е веќе подготвена. А она што сега следува се најновите информации од АМСМ за состојбата на патиштата. Се уште траат одморите и се уште сме раздвижени по патиштата. Му посакувам прво добро утро на Дамјан. Добро утро. Повелете, Дамјан. Ви благодарам. И сутринава се обраќаат на државните патишта. За сега се одвива непречено и благодарение на поволните временски услови по суви коловози. Што се однесува до интензитетот на сообраќај надвор од градските средини, бележиме се уште зголемена фреквенција на возила, па следствено на тоа и на граничните премини од македонска страна се бележат зголемени времења на чекање за влез и излез од државата. Како и вообичаено, како најфреквентни изутринава ги бележиме граничниот премин Табановце и Богородица, каде што моментално времето на чекање за влез и излез од државата изнесува околу 40 на минути, меѓутоа очекуваме во текот на денот ова време значително да се зголеми. На останатите гранични премини од македонска страна за сега нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Како секогаш, на учесниците во сообраќајот да им препорачаме прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и се разбира внимателно правување со возилата, особено на патиштата кои минуваат низ котлините и клисурите, каде имаме можност од појава на посетни одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катваново Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. За вакви слични информации гледачите може да не добијат на веќе добро познатите броеви 15555 или на бројот 196 доколку имаат потреба од помош на пат. Накратко, тоа би било се за денес од Автономното сојузно на Македонија, но некои патуваат, им посакуваме безбедно учество во сообраќајот, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам многу, Дамјан. Да, се приклучувам на честитките и им завидувам на оние кои што ќе патуваат, мора да признам. Ние сега си продолжуваме со нашата денешна тема, во која насока се движи Македонија, дали во вистинска или пак во погрешна. Добро утро му посакувам на следниот гледач, повелете во програма сте.
Ало, добро утро. Добро утро. Се јава гледач од Кратово. Мило ми е. Благодарам. Поверете. Па сега, опште позната работа е дека Македонија не оди таму кај што треба да биде. Зошто не оди? Затоа што ајде да кажеме, ова политичка криза внатрешна, меѓутоа страшна е и економската криза. Јас видов нешто што не сум видел во мојот век. Двајца пензионери па поделија лубеница на два дела. Тоа не била некоја лубеница, да речеме 15 кг, но обична лубеница 5-6 кг и им го расече овој продавачот. Мислам, ако лубеницата веќе станала луксус, и ако дошло време па да се штеди на храна, работите не одат онака па како што треба. Сега, сум ја критикувал власта многу, сега да не кажам, меѓутоа не можам да не кажам, нивни единствен приоритет е да ги внесат бугарите во устав и цело време зборуват Европа по Европа. Сум кажал, пак ќе повторам, една работа повторена неколку пати па станува на некој начин реалност. Па зошто ние толку брзаме кон европеисти? И сега слушам некои популистички изјави, те од ВМРО ДПМН ќе изгубеле 10 милиарди евра. Некои давачки. Луѓе, што чекате некој нас да ни даде? Зошто да чекаме некој нас да ни даде? Зошто ние не си го создадеме? Многу едноставно е. Зошто ние не си го создадеме? А ние не создаваме, ние ништиме. Го уништивме сточниот фонд. Го уништивме земјоделието. Уништивме се, да ви кажам, буквално се на она што се подпираше економијата па на Македонија. Нели е греота, нели е срамота да не беше Србија, не знам како ќе излезесме на крај со ова палебна криза, па што се јави. Кај беше тогаш големата европска демократија да даде едно зрно пченица на Македонија? Зошто не се јавија тие големи дарители што ги знамат тамо, не знам како да ги наречам. Луѓе, никој ништо не ни дава. Што ни дадоа што влеговме во НАТО, нека си напрате на пресметка граѓаните. Што ни дадоа? Не ни дадоа ништо, 200 милиона евра Македонија, па го плати тој влез на НАТО. И што сега? Треба на Украина, па да ги дадеме и последните овие како се викаат тие оклопни возила. А ни ги зједоа авионите. Бидете поздравени, секој е добро. Мислам дека Македонија не оди на добро и неопходни и како можеби и се закасни, меѓутоа неопходни се предвремени парламентарни избори. Ви благодарам на јавувањето, преку многу пластичен пример ја опишавте ситуацијата преку една лубеница. И порано не сме биле во Европска унија, па не сме морале да делиме лубеница, но се надевам дека нема да дојдеме до тоа дереđe кришки од лубеница да се продаваат за толку само да имаме. Добро утро за следниот гледач, поверите, програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Поздрав до тебе и поздрав до цела Алфа телевизија. Дали Македонија оди во правилна насока или во погрешна? Па се знае дека оди во погрешна. Чим е криза за лубеница, краставица да не можеш да си купиш, во земјата кај што највише имало краставици, Гевгелиско, да не ги набројувам сега, патлиџани во ова време се прлава, а ние се не можеме да ги купиме, да си направиме тоа што ни е потребно. За салата не можеме да купиме. Жалосно е кој ќе кажеш дека нема за тие што взимаат 5-6 илјади социјална помош, не е битно дали пензија или што да е, за тоа што кај нас дојде време да се богати и сиромаси. Сиромасите тешко си, на нив не може да се снабоđат како што можат богатите. Богатите, иако имаат толку високи примања, они добиваат све за џабе. Се подмитуваат за да имаат интерес тие што им даваат за без пари. А нас, сиромасите, никој не ни погледнува, ни па ни дава. Камо ли лубеница да ти дадат, или грозје. Само ќе поменеш, ќе погледнеш и ќе си отидеш. Па не можеш сега ни
овоше да си купиш со цестито. Така да не може да се каже дека идеме во добра положба. Тоа е исто како во едно семејство сега. Мажот и жената се караат, до што ќе дојдат? До развод. Така и државава наша. Две партии се караат, си влечат кој што може да го зема, да се снабдат со повеќе пари, со повеќе земјиште, а додека нас никој не гледа. Децата страдаат, патат, така и ние исто патиме народот од државата, не патиме од себе. Така да, ако не се соединат тие умни глави, усијани, за да се нешто направи, многу ќе биде тешко за нас. Зимата како ќе ја протераме, ќе видиме. Сите цени се качуваат, како ќе се прави зимница, ма која зимница 100 денари кило пипер? Па тоа никогаш не било. Што кажа предходниот гледач, ние ги спуштивме сите ресурси што ги имавме, земјоделие, стоцарство, се омладина не отиде надвор. Зашто отиде? За живот подобар. Не отиде за да работи за без пари како овде. Ќе работи и само на крај ќе рече нема подстече фирмата. Директорите, власниците се богатат, а додека работната снага опаѓа, не може да се преживее ни честит живот. Така да многу е тешка. Што беше втората тема? Втората тема е за говорот на омраза кој што преовладува по социјалните мрежи. Конкретно за случајот со вевчанецот што упати многу навреди кон децата со аутизам. Па да ти кажам, кај нас више никој не сноси никаква одговорност и секој може да каже што му лежи на душата и да каже што сака. Ако ga би сносиле одговорност, не би било така. Не треба никој да се навредува, затоа што секој има право на живот, без разлика што и кој е. Така да штета што нема одговорност, која ќе се воведе одговорност, да видиш дали ќе биде така. Нема да биде така. Нема кој како сака што сака да каже. Фала многу на слушувањето. Ви благодарам на Евањето. Да, тоа е класична злоупотреба на слобода на говор. Од слобода на говор преминајте во говор на омраза. Тоа е втората тема. Добро утро му посакувам на следниот гледач. Поверете, програма сте. Добро утро, благодариме што ми посакувате добро утро и благословен ден. Толку мислам не е верска тема да проповедаме, не е директно на темата. Јас ќе му одговорам на еден гледач, односно на прашањето што му поставите, колку мислите дека има проценти... Самиот си го постави, да, самиот си го постави. Значи 50% се издајници, 50% се предавници. Сега на таа математиката во Македонија. Значи нема... Секој втор? 50% издајници, 50% предавници. Да. И се замислете сега. Се вака конкретно, искра вака, мисля јас ја кажувам реалноста само, ние сакаме на Европа да одиме за да имаме заеднички живот, да живееме во заедница, да имаме економија развина, да имаме слобода и демократија. Меѓутоа таа Европа, за да влеземе таму, еве до кој терече не доведено. Меѓутоа ние си бевме во една заедница, кои жалосно и ден денеска некои луѓе, барем некои верници се прават, кои преку нивните изјаснувања. Вчера беше една тема за менјавање устав на бугарите, тој цел ден против србите, против децата млади македонски што слушале српска музика. Па бе тале деца денеска сакаат да вришат младите, не сака да слушат жалопојки, да го кажеме тоа. Тогаш бевме ние, кога бевме во Југославија, бевме држава, бевме во заедница со држави, бевме во федерација, тие држави од развиени републики, кои беа Хрватска, Словенија, Србија, на Македонија секојдневно милиони евра плаќа за развиток. И Македонија се разви, беше бановина на Србија, не беше Република Македонија. Благодарејќи на партизаните, на Тито, добивне Република Македонија. И плюс не помага. Се изграде гиганти во Македонија. Земјоделието напредуваше, низ цела Југославија, пазарите беа слободни, земјоделците живеа, правеа куќи, секој имаше автомобил, секој работи гореше во Македонија како така и од Македонија, така и другите републики на Југославија да си приучи да си појде на одмор, не да делат една лубеница како денеска пензионерите. И пензионерите дури се одеа на одмор. Тоа беше доброто. Меѓутоа, нашите продадени душички политичари од ДПМН и СДСМ, за да разбитат, да направат зло,
Све удре големи лаги, клевети према СФРJ, према Тито, према ова, према она, само за ова да го доведа народ, да ја замрази братските народи во Југославија, а по-конкретно уште некои Србија фрлаат лаги сега. И ден денес, значи, таа Србија, која ни даде ова република, која беше припадната од меѓународната земјица доделена Србија, овој дел, ни го даде и не признаат како Република Македонија. Не признаат како македонци, македонски јазик, култура, едно друго све, и многу ще имат против нив. Таквите што уговарат како тој Италија, некои други, тие се за овој дел на Бугарија криво име што не успеало да биде бугарски дел на овој дел на Македонија. Македонија со овие две политички партии, душички продајни, ДПМН и СДСМ само оди во провалија. Само револуција, која го Здравко, само така може на промена да добиеме, да нешто смениме во оваа држава. Иначе можеме и самостојни да бидеме, меѓутоа ако имаме водачи, ако имаме патриоти вистински, имаме економија, имаме све, можеме да бидеме мала Швајцарска. Ви благодарам на јавувањето, одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро, Алфа телевизија, поздрав Искра. Поздрав. Чекам. Наредко се гледаме, меѓутоа добро е, се гледаме. Пред некој ден мојата соседка се жали дека сини почнал да краде пари и не знае што да прави. Па јас му велам, како бе не знаеш што да правиш? А во оди земи сместа за члени го во СД. Таму е неговото вистинско место. Тоа е доказ дека парите се отепувачка. И оваа власт се отепа од крадење. Гледате, денарче не остана за народот. Ова телевизија и ова утринска програма ни се претвори во зидот на плачот. И нормално дека изборите се решение. Јас едва и го чекам денот на изборите, кога народот ќе му пресуди на оваа ненародна власт и кога СДС ќе падне од власт. Тој ден јас ќе го прогласам за моја куќна семејна слава и ќе си го славам секој ден тој датум. Знаете, има и вицови сега на шега малци и народот ја врти работата. Некој северен гласноговорник си пошол кај Свети Петар. И Свети Петар му дал избор да си бира. Сега каде маченику ќе одиш? Во рајот или во пеколот? И овој северниот гласноговорник се дума и му вели, а нешто Европска унија, НАТО нема? И тоа е, нема што да друго да понудат. Цело време само верглаат ЕУ, НАТО. И слушнав исто така една теза. Влеговме во НАТО, не гледате колку е поубаво? Да, каде да се свртам, безбедноста повисока, сигурноста, довербата во институциите. Нема корупција, нема крадење. Нема. Некој рече, ќе сме добиеле 10 милиарди евра ако сега сме зачленети во Европска унија. Може би тоа е точно, дека ќе добиеме како кредит 10 милиарди евра. Но пазете, ќе изгубиме 30 милиарди евра затоа што овие за 7 години власт толку пари и државни буџети списка. Значи трага нема од парите, ништо не можете да видите што е направено. Додека што е уништено, можете да видите. Јас навистина го жалам овој народ под ваква власт. Јас мислам дека треба секој од нас да добие бенефициран стаж додека СДС и ДУИ се на власт. Ова повеќе не се трпи. И кога малиот син мене ме прашува какви катастрофи се имаат случајно во цивилизацијата, па јас редовно тоа му го кажувам и го подсетувам. Хирошима 45-та, Чернобил 86-та и СДС 2016-та. Тоа се најголемите светски катастрофи. Благодарам Искра за отстапеното време. Не би требало да се смеам, ама на вистина духовито го кажувате. И во секој случај, дека каде што пишува добро утро секој утро, може би на вистина треба зидот на плачот да го смениме насловот. Ви благодарам како и секогаш на вашите духовити, но за жал реални јавувања. Добро утро за следниот гледач. Поверете, во програма сте. Не сте. Да, затоа што мислам дека завршивме со првата тема.
со оглед на тоа што имаме сега да споделиме еден апел за помош до вас, за оној кој што може да помогне, апел од родителите на младиот Леонид кој што доживеа несреќа во Грција. Наскоро на екраните ќе видите и сметките каде точно може да уплатите. После 3 недели поминати на интензивна нега во болница во Солун, младиот Леонид кој доживеа несреќа во Грција од вчера е префрлен на оделение, што значи дека состојбата полека му се подобрува, информира неговото семејство. Но за неговото лекување се потребни 200.000 евра. Средства кои родителите не можат да си ги дозволат и ги замолуваат сите хумани граѓани кои се во можност да помогнат во лекувањето на Лео. Нека остане уште некоја секунда, ако може, бројот, за да можат сите да го запишат или меморираат. И повторно велам, кој може, кој е во можност, кој чувствува потреба да му помогне на Лео, кој што чинам дека имаше 18 години. Да, животот е пред него, секако со ваша помош. А во продолжение ќе слушаме разговор на писателката Дијана Петрова. Ќе се разговара за низиниот роман кој што е посветен за жената на овие простори, кој што живеела на овие простори во 19. век. Главната хероина е вистинска историска личност, нејзиното име е Митра Миладинова и е била сопруга на нашиот славен поет Димитар Миладинов. Зошто толку е одбрана Митра како главна хероина, ќе слушнете од разговорот што следува. Жените во минатото не знаеле да читаат, ниту да пишуваат. Нивната работа било да раѓаат, од нив се очекувало да готват, да чистат, да перат. Најновото или трето дело на писателката Дијана Петрова ни зборува за жените во 19. век на ова поднебје, но од еден поинаков агол. Впрочем, оваа авторка на еден вешт начин сака да ни ја представи храбрата жена од тоа време на ова поднебје, представувајќи ја како се борела за да излезе од оние стандарди во тогашното општество, да излезе од сенката во тоа време, незината храброст, незината пожртвуваност да биде писмена. Делото излегувањето од сенка, тајното женско училиште, преку ова дело, авторката впрочем на еден мајсторски начин ни го доловува се во ова преку незината хероина, избира тоа да биде еден позаборавен историски лик. Се работи за жената на Димитар Миладинов. А зошто ја одбира токму неа, ќе зборуваме во продолжение со авторката. Дијана, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете во Добро утро секој утро. Благодарам и на вас на поканата. Баш ми е драго што ќе можам да споделам неколку информации за тој, па не би рекла подзаборавен, туку сосема заборавен женски лик. Вие сте на некој начин еден жар во македонската книжевност, ќе речам, една надеж за тоа дека и младите автори, меѓу младите автори македонски, некој ќе се сети да нурне во депоата, да ги извади книгите кои што се полни со прав, црно-белите фотографии и албуми, да ги извади тогашните весници и списанија и да на еден начин, на еден книжевен начин воскресне една историска личност. Зошто токму Димитра, односно Митра Миладинова? Зошто не ја одбравте за хероина? Така, прва идејата ми почна тоа што го истражував македонскиот 19. век, повеќе за работа. И во тој 19. век, па и како студент и подоцна како читател, не сретнав ниту едно женско име, нели? Овде се појавува прашањето, добро, сигурно некоја се изделувала од сите тие луѓе во тој период, иако знаеме дека тоа е период кога се создава всушност македонската интелигенција, а во тој процес на создавање на таа македонска интелигенција сметам дека голема улога имале токму и жените, бидејќи жените се тие што всушност ги подучуваат децата од мали, без разлика дали се машки или женски, така што некако ми недостигаше тоа присуство на македонската жена во 19. век. И па не би рекла случајно, како резултат на истражување, меѓутоа се сретнав со неколку женски имиња тој период, вклучително и името на Димитра или Митра Миладинова,
Кога навлегов малку повеќе во истражувањето, сватив дека всушност таа била жена која што ги пишувала едни од најубавите писма во 19 век. И сега споредбено со денеска, нели, најубавите малку подвижен аспект, меѓутоа за тој период, посебно кога не само жените, туку голем дел од народот биле неписмени и тие што биле писмени зборувале само грчки, зборувале само бугарски, така што писмата, посебно кога Константин и Димитар биле затворени, кое што ги има таа упатено до сите конзули странски присутни во Македонија, беа навистина нешто неверојатно што имав прочитано и сакав да им да дадам место, па макар и во фикција, нели биде геројанат како жанр фикција, на таа жена. Потоа многу интересен факт кога истражував за неа ми беше тоа што откако веќе ќе умрат, нели, ќе починат Димитар и Константин Миладинови, таа добива подршка во смисла на стипендија да го испрати нејзиниот син Страшимир на студии во Русија. Арно, ама таа решила да ја прати нејзината ќерка место нејзиниот син, така што благодарение на нејзината ќерка Царевна и Димитра Миладинова всушност и е зачуван портретот на Димитар и Константин Миладинови. Така што би рекла дека навистина е длабок лик, многу ми е жал што нема многу информации или можеби има, уште не сум стигнала до нив, значи тоа е еден поголем процес на истражување. Се надевам дека еве за следно некое продолжение на книга или како и да е, ќе имам пристап до уште информации. Меѓутоа една борбена, една храбра, една истрајна жена која и покрај сите тие несреќи, нели, што и се случуваат, би рекла дека не е несреќа само смртта на Димитар Миладинов, туку и сите тие постојани закани, постојани преместувања на Димитар како учител, таа па и економска непостојаност, бидејќи во незините писма се спомнува неколку пати и нели, таа сиромаштија со која што се соочуваат и после смртта на Димитар Миладинов. Така што би рекла дека всушност ги останува да го шири тоа дело на Димитар Миладинов и после неговата смрт, впрочем таа е една од иницијаторките која што го реиздава второто издание на зборникот после исцрпување на првото, оставајќи и предговор во тоа издание. Би рекла дека станува збор за исклучителна женска личност, храбра, учена во тоа време многу и ми беше предизвик да ја ставам, да ја вметнам во една приказна. Во вашата приказна, впрочем, жените на тај начин мораат да се обидат да се описменат. Рамо до рамо со Митра е и мајката на Димитар Миладинов, Султана. Како таа се вклопува во оваа содржина? Па се вклопува на начин што, нели, би рекла дека еден од најголемите иницијатори за создавањето на тој зборник е всушност средбата на Димитар Миладинов со Виктор Иванович Григорович, со рускиот славист. Така што кога тој Григорович доаѓа на гости, поканет на гости во Струга кај Димитар, всушност тој ги слуша прв пат песни од Султана. Султана и пеела многу убаво. Таа, како да речем, можеби на некој начин започнала таа традиција или идеја за собирање или за тој фолклор, за тоа народно творештво што мораме да признаеме и во тоа време, па и денеска е најважно значење, бидејќи тоа всушност го покажува постоењето на еден народ или посебност на еден народ. Така што од тука ми почна идејата, меѓутоа има и мислења, еве, дека голем дел од авторските, односно голем дел се извинам од песниве, што се присутни во зборникот, се од Митра. Сега не авторски, меѓутоа таа ги има кажано, ги има допринесено во секој случај во создавањето на зборникот. Бидејќи ако добро се сеќавам, во зборникот на Кузман Шапкарев исто така има песни од Митра, меѓутоа овде се знае кои точно се, додека во зборникот на Миладиновци не се знае кои се тие песни, така што зошто да не ја дадам местото што го заслужува, би рекла дефинитивно, без разлика во допринесот или учеството со песните, колкав број биле тие песни, нели, и какви биле тие песни, бидејќи од друга гледна перспектива, првото издание на зборникот се нарекува Зборник на български народни песни, со учество од многу мал број, на 70 песни негде. И сега, ако можеме да ставиме во насловот, нели, дека песните се бугарски, со мал процент на песни, зашто тогаш да не се спомне името на Митра, кога се знае дека и таа учествувала со нејзини некои песни, повторувам. Најверојатно не се авторски, меѓутоа ги знаела, ги зачувала и
допринела. Ги запаметила, што е многу важно, не секој го можел очигледно тогаш тоа. Излегувањето од сенка е, велите, фикција, но историска фикција. Може така да се декларира, предпоставам, бидејќи има историски личности, можеби нема историски приказни кои што се вистините, тоа сакате да нагласите. Што е она што му го носите на читателот со ова дело? Може ли едно мало сижеен, мало кус вовет, не да раскажеме се, но да ги заинтригираме гледачите зошто треба да ја имаат оваа книга во нивната библиотека? Прво, уште еднаш повторам по самото тоа дека е роман, се предпоставува дека е фикција, така што и во романот имам неколку пати нагласено тоа. Личностите кои што постојат, вклучувајќи го и Штросмар, кој што помогнал нели во финалното печатење на зборникот, Григоровиќ, Миладинови, Нако Станишев, сите тие ликови навистина постоеле во тој период и навистина допринеле во пробудувањето или покажувањето на таа македонска свест пред големите земји. Меѓутоа, тоа што е фикција би рекла, нели тоа всушност поентата на романот е да пробуди љубопитност кај читателите и многу ми е драго што го постигнав тоа, бидејќи веќе ако побуди тој лик љубопитност, независно дали постоел или не постоел во вистинскиот живот или кој бил како посебно денеска, нели сите пишуваме Митра Миладинова и ни излегуваат пак некои информации, некои податоци, меѓутоа со самото име Митра Миладинова се спомнува, да речеме, незината ќерка, царевна. Тоа истражуваме така што некако би рекла дека е всушност патоказ за да се истражи тоа што е вистина, не дека ја нуди вистината, иако нели сепак ќе оставам читателите да одлучат во што ќе веруваат, во што нема да веруваат. Тоа е нели поентава на пишувањето. Меѓутоа целта е да излезат тие ликови, како што и самиот наслов кажува, да излезат од сенка и ќе ми биде драго навистина. И до сега ми е драго нели што ги примив прашања, буквално повеќето прашања што ги добив од досегашните читатели беше добра што е вистина, што не е, бидејќи сите кои ќе ги изгуглаат имињава, всушност им се појавуваат тие имиња дека постоеле. Сега, неколку можеби се и измислени, меѓутоа би рекла дека се измислени само како имиња, не како жени. Оти верувам дека навистина имале жени кои што имале таа идеја. Малку подоцна тоа, пример, не имаме формирање на женско училиште во Солун. И многу интересен фактот што всушност, сега моментално не се сеќам на името, Димитар Миладинов бил во многу блиски односи со тоа семејство, значи бил во пријателски односи и од тоа семејство се создави тоа женско училиште, тоа училиште каде што и се учело па и на народен јазик, не само на тој грчки јазик, така што би рекла поврзани се сите работи, меѓутоа се ставени како знаци за читателот сам да ги толкува, сам да истражува и сам по тие знаци да одбере по кој пат ќе оди. Колку тоа што вие сте учител, вие сте всушност учителка и колку тоа можеби вашето секојдневие подсвесно ви влијаеше да пишувате за образование, да пишувате за училиште и да се посветите на оваа содржина? Па да, морам да признам дека има големо влијание и тоа, посебно фактот што младите генерации, новите ученици, нели, па воопшто и да не ја познаваат нашата историја не се состои само од битки, бидејќи ние кога учиме историја, учиме освојувања, битки, политички расправи и така натаму, меѓутоа немаме книжевници кои што всушност го создале тоа опипливо нешто. Значи книгите кои што ги имаме денеска, делата кои што ги имаме денеска, зборникот кој што го имаме денеска, кој што од 19 век до сега сметам дека не изгубил воопшто од неговото значење, ама децава не знаат за тоа значење, не знаат за тоа постоење и не ја разбират можеби суштината на тоа постоење. Така што идејата да го воскреснам тој зборник преку приказна, преку би рекла лесна разбирлива приказна и за помладите или помалите, ќе ја побуди кај нив љубопитноста, односно знаете како децава, еве, за тоа се доказ и литературите што ги читаат, Господар на прстените, Хари Потер, сето тоа, тие веруваат во тие светови веќе, тие веруваат во тие реалности, така што зашто да не веруваат и во нешто што навистина постоело и навистина тука, и што е најважно наше и тукашно.
Сакам и да ве прашам дали може би со ова дело сакате да отворите едно прашање. Ако направиме споредба помеѓу времето како во тоа време се труделе и обидувале ете жените да научат нешто тајно, крадешкум, мачно, ќе речам, за да успеат да се воздигнат и излезат од сенката, споредбено со денес. Како ние на сите услови кои што ги имаме се однесуваме кон учењето, не зборувам само за децата, воопшто за сите нас. Ако направиме паралела помеѓу тие два света некогаш и денес, дали може би сакате да го отворите до тоа прашање дека денеска на сето ова што ни го нуди светот, ние сме многу помрзеливи во однос на учењето и образованието? Да, дефинитивно. Како што во тој период нели се бореле жените за описменување, денеска се соочуваат со други проблеми за излегување оценка. Меѓутоа тоа не ми беше целта на пишувањето. Јас денешното учење, без разлика и на младите генерации и новите генерации што доаѓаат, би го рекла со еден многу користен термин, меѓутоа во мојот речник во друг аспект, вештачка интелигенција. А таа вештачка интелигенција е што се што и да ни е потребно, го пишуваме на интернет, наоѓаме куп работи така што нема потреба да се памти, нема потреба да се истражува, нема потреба да се знае, нема потреба да се размислува, бидејќи имаме компјутерот што размислува за нас. Ќе се потсетиме утре пак ќе избуваме. Еве пример во период кога јас бев ученик, тогаш уште можеби интернетот не беше толку на мода и знаевме дека професорот што ќе каже пример за Шекспир или што ќе каже за Димитар Миладинов или што ќе каже за Константин Миладинов е тоа. И тоа е единствен извор за учење. Ако ти е побуди любопитност, одиш во библиотека, наоѓаш книги. А сега без разлика на децата им треба нешто многу повеќе за да се задржи нивното внимание, бидејќи не им е доволно пример да им кажам биографијата на Миладинов или на Шекспир на кој да е, бидејќи зашто не ја разбираат потребата зошто да ги знаат тие работи кога им се достапни постојано. Така што за тоа денешното учење повеќе би го нарекла вештачка интелигенција во тој аспект, во тој мрзоволен или мрзелив аспект. Излегувањето од сенка, тајното женско училиште ќе биде испромовирано пред јавноста токму во овие простори. Ќе споделиме со гледачите, сосема случајно или не, се наоѓаме во спомен на собата на Димитар и Константин Миладинов, која што се наоѓа во склоп на библиотеката Браќа Миладиновци. Откако ќе излезе во јавноста, каква иднина замислувате за ова дело? Да бидам искрена, не ја замислував ни еднината која што ја дочека сега, бидејќи книгава излезе, иако не беше планирано, излезе веќе на 9 мај, односно последните денови од сајмот на книга, поради интересот од луѓето, бидејќи беше најавено нејзиното излегување и имаше зголемен интерес, односно побарување, и се обидовме да отпечатиме неколку примероци, нели? И сум многу среќна што после 2-3 дена веднаш добив први коментари, први прашања, први пофалби или нели емоции. И некако мислам дека уште не сум свесна за сериозноста на делото кое што го направив. Од една страна е тоа што пак го воскреснува, како што спомнав, зборникот на Миладинови, кој што посебно во овој период, без разлика во кој да е период е навистина многу значаен. Откриваме еден нов лик, буквално непознат на јавноста, доскоро беше непознат и за мене, нормално, бидејќи отсуство на податоци, не се учи, не се спомнува и така натаму. Меѓутоа и борбеноста на женските ликови, би рекла, како што спомнавте и вие, бидејќи тие немале право, односно немале време, не право, да седнат да учат, без разлика дали тоа ќе биде во училиште или во домашни услови, бидејќи постојано биле со обврски, се знаело девојчево, дете уште кога веќе ќе постигне години, го чекаат обврските, односно помош во куќева, помош на поле, помош со сите домашни работи, и некако сакав да ја доловам таа борбеност и покрај сите препреки, желбата и амбицијата, која што сметам дека е една од најголемите карактеристики на сите жени, на сите женски ликови, всушност ги доведува до едно големо дело, големо откритие, па би рекла и дека всушност ја прави најголемата промена во општеството, бидејќи никој не очекува дека промената ќе дојде токму од таа засената страна. Ви благодарам многу. Благодарам.
Наближува веќе и 1 септември, тоа е посебен ден кога за децата, особено за првачињата, се отвора еден нов свет, свет на знаење, како да се подготват за овој предизвик, со каква литература да го започнат ова свое патешествие. Тоа ќе е нашата денешна тема со нашата гостинка Ксенија Маказлиева Трајчева, која што е и едукатор, која што е и уредник на детски изданија и самата е и авторка на книги на литература за деца. Ксенија, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и секогаш ми е драго кога сум гостинка во вашата телевизија. Ксенија, ова навлегување во овој посебен свет, односно тоа другарување со книгата, не секому му оди лесно од рака. Потребен е вовет и одредена подготовка, предпоставувам за тоа. Па, зависи од кој агол гледате. Ако зборуваме за децата, како да ја развиеме љубовта кон читањето кај децата, тогаш важат, да речеме, условно едни правила. Ако зборуваме за тоа да се занимавате со литература за деца, списанија за деца, изданија за деца, тогаш секако важат други правила. Но секако се почнува од мали нозе. Ако вие растете и се развивате во средина која што вложува во вас да се развивате во правец, да го сакате читањето, да ја сакате литературата, нели се почнува од првата сликовница, а подосна завршува, станувате, се регрутирате во таа армија на возрастни читатели, значи се почнува од детството, се почнува од дома, да речеме како и за се друго. Ако родителите дома имаат навика да читаат списанија, дневни весници, па сега нели се модерни електронските портали, но и тоа секако е нели доаѓање до некакви информации, па имаме и електронско издаваштво и така натаму. Меѓутоа, она што му е потребно на детето уште од најмала возраст е сликовница во раце. Зошто е, еве да речем, некој ќе рече, што е тоа толку важно? Зошто е важно од најрана возраст да се спријатели детето со книгата? Знаете како велат, првите 5 се најважни на свет. И тоа е веќе научно докажано дека во првите 5 години се ставаат тие темели во кои што се гради личноста на детето, подоцна нели на возрастниот човек. Ако вие од мали нозе на детето му давате пример, инсистирате условно речено да биде со книга, со сликовница, согласно неговата возраст, затоа што ако вие му дадете книга која што не е соодветна неговата возраст, имате контраефект. Имате фрустрација. Ако детето не може да ја восприеме книгата согласно неговата возраст, тогаш имаме контраефект, значи создаваме одбојност према книгата. Затоа, кога ќе влезете во книжарници, особено во нашите книжарници, секогаш ќе видите дека стои возрастна група на која што е наменета книгата. И препорачувам сите родители, воспитувачи, сите што се занимаваат со деца и што чуваат деца, баби, дедовци и така натаму, да го почитуваат тој тренд. Знаете, не мора од децата да правиме гениалци на 5 години. Воопшто нема потреба. Точно се знае каква е развојната психологија и педагогија кај детето. Што е тоа што на одредена возраст може да го восприми, што не. До каде можеме да одиме, тоа мораме да го знаеме и да го познаваме. Не е успех ако детето го научиме на 3 години да брои до 10 на англиски. Него тоа ништо не му значи. Он ги памти како поими по кој редослед треба да ги каже тие поими. Но вредноста на бројот тој се уште не го разбира. А тука се гордите родители, моето дете знае да брои до 10, нели на 3 години, видите колку е умно. Ксенија, тој момент никош не ми бил јасен зашто родителите сакаат децата да им се гениалци, кога ниту еден гениалец не бил среќен. Добро, да речеме, меѓутоа гениалноста е гениалност. Значи неа има во секое дете во иста не можеш со инка да му го вториш, тој да го направиш со волшебно сапче. Секој дете си индивидуа за себе. Секој дете си има собствени предиспозиции, собствени интереси. Улогата на возрастниот, независно дали е родител, воспитувач, баба, дедо, сите тие што се во обкружување на детето, е да ги препознаат предиспозициите на детето, интересите на детето и тука да вложуваат. Иако е премногу рано, нели на одредена возраст, децата експериментираат цел живот, што е она што најмногу ги интересира, дури и ќе се запишат на факултет па ќе речат тоа ли беше јас што сакав да го работам. Меѓутоа, многу е важно да се препознае она што детето го носи во себе. Така и нему ќе му улесниме полесно да ги направи изборите во животот, но и на себе си, за да знаеме како да го насочиме, во кој правец. Ако детето го интересираат бајки, волшебства,
тогаш ќе му понудиме таква литература. Ако гледаме дека повеќе го интересираат реалистични прикази, сака да го осознава животот, светот околу себе, ќе му понудиме книги кои што го обработуваат современието околу нас. Се мора да се знае. Меѓутоа, ако се прашаме што е подобро, дали детето прво треба да го запознае реалниот или волшебниот свет, јас како човек кој што толги години работи во оваа професија, сепак ќе кажам, прво и основно е да ја запознаеме реалноста. Мора да се детето да има да прави разлика меѓу она што е волшебство, што е приказна, што е бајка и она што е реално. Затоа што тука постои една замка. Ако вие во една приказна човекот лета, лесно може детето да помисли дека може и тоа да лета, па да се испроба, па тука веќе имаме негативни последици. Фантазијата работи многу. Затоа е многу важно да бидеме внимателни. Но она што е најважно е од најмала возраст на децата да им се чита на глас. Значи да си го земеме детето во скут, во раце и да си читаме. Колку е возраста помала, толку се илустрациите поголеми, текстот е помал и многу е важно да се чита драмски, така да речеме, изразно. Со глумење. Со глумење, колку може, меѓутоа децата веќе така влегуваат во приказната. Ако вие читате совопарно, по рамна линија, не нагласувате моменти што се битни, зборчиња кои што можеби треба да се запомнат. Особено таа диалошка форма со различни гласови да биде. Значи сега, секој според својата надареност, не можеме сите да бидеме глумци до степен како што можеме да пробаме. Се прави професионално, ама може да се проба и ќе се изненадите и сите родители ќе се изненадат колку е тоа всушност забава. И тука се постигнуваат многу цели. Ем се развива љубовта кон читањето, ем се осознава свет, случат нови зборови, се откриваат нови светови, но емотивниот момент, оној кога детето е до вас, па вие ќе си го прегрнете, па си читате, нели обично имаме навика пред спење да се чита. Може и не мора, може да читаме во секое време. Во секое време од денот. И кога ќе видите колку е тоа забавно за децата, колку тоа нив им значи тоа време поминато, тогаш нема да имате дилема следниот пат или следниот ден да го повторите истото. Тоа е едно така наречено квалитетно време поминато. Квалитетно поминато време. Најте ќе речат во денешно време, тука се компјутерите, таблетите, нели телефоните, детето е немирно, па ќе му го дадеме телефонот, па ќе се најде некоја игра, па ќе се смири, па и ние сме мирни и тоа е мирен, се е тоа окей. Се е тоа во ред. Меѓутоа, треба да се прават приоритети. Сите имаме ние обврски, и домашни, и професионални. Меѓутоа, овде не сме да има изговор, немам време. Нека трпи домашните обврски и дел од професионалните во одреден момент, затоа што годините, растењето, развојот на децата немаат реприза. Тоа еднаш, сега и тука. Следниот ден е веќе детето поголемо. И така со годините, знаете, кога се сврдете на кога пораснаа децата. Ете, пораснаа додека се свртиш, нели, што се вели народски. Меѓутоа, ако поминувате повеќе време со децата, особено со книга во рака, тогаш и времето побавно ќе минува. Затоа што им создавате еден паралелен свет, нели, оној што е реален и оној што е во книгата. И со самото тоа се спогатувате и себе си и децата. Родителите, возрастните можат да ги читат книгите за деца, за разлика од децата кои што, нели, за да читат бестселер треба да пораснат на одредена возраст. Меѓутоа, никаква штета нема за возрастниот или за родителот ако ги чита книгите за деца. Тоа е само облагодорување на личноста. Ксенија, вие донесовте и подароци за нашите гледачи, за најмалите и најмладите гледачи. Секако дека може да се вклучат нивните родители, баби или дедовци, но претходно вие ми кажавте дека кога станува збор за детска литература, литература за деца, разликувате три категории. Па, условно да речеме, затоа што, нели, предучилишна возраст е таа возраст што е предучилишна, деца кои што не се описменети, кои што имаат, да речеме, условно ограничен поглед на светот, затоа што се уште не го запознале светот таков каков што е, со сите негови особености. Ние возрастните не знаеме се за светот, нели, околу нас. Меѓутоа, тие се некогаш тука... и погрешно знаеме. Некои и погрешно знаеме така, но тие се тука, нели, ограничени во домот, во градинката, каде што отишле на летување или на гости и полека го откриваат светот. Во тој дел ние треба да им помогнеме и затоа се создава литература за предучилишна возраст или предшколска
возраст, како сакате наречете. Сега, тука имаме комерцијални изданија во смисла она што ние како просветно дело го носиме од цел свет, она што е тренд во литературата за деца. Значи, приказни кои што се богато илустрирани со малку текст, но со потенцирани зборчиња, моменти на кои што треба да им се обрне особено внимание. Класичните приказни се секако тука, но имаме и богата прирачна литература, особено за предучилишна возраст, која што е работена токму по нашата програма за рано учење и развој, која што им помага на воспитно-образовниот кадар да ги реализираат целите на таа програма. И затоа пак ќе повторам, многу е важно да се почитува возраста и на книгата и на детето, нели, за тоа да биде компатибилно и да се добијат саканите резултати. Токму затоа донесовме една книга приказни за мали деца, која што е тука во студија во Утрово, да ја подариме на дечиња, да речеме, кои што се на предучилишна возраст. Така. Ние можеме да ги отвориме линиите и како што ќе се јавуваат гледачите, ќе ни кажат на која возраст се внучињата или пак децата, па вие ќе одредите. Сега ќе видиме, нели, како која е популација, да речем, на баби, дедовци и родители ќе ни се јават, меѓутоа секоја книга е добра книга и секоја книга вреди да биде прочитана. И сега како децата растат, текстот се зголемува, илустрациите се намалуваат и така има во светот еден тренд на цели едиции на книги за деца, кои што се помалку илустрирани, ама се со повеќе текст, се еден вид новели, приказни, некои се волшебни, некои се реални и така натаму, нели, пак за вкусовите нели тоа веќе кај тинејџерите. Не, тоа е веќе кај она оделенска настава што ја викаме. Ајде, прво оделение се уште во фаза на уписменување, за нив можеби важат истите тие книги, меѓутоа веќе од второ, трето оделение кога се уписменуваат, веќе им понудуваме на децата книги кои што се помалку илустрирани, имаат повеќе текст, но не премногу. Значи, да биде дозирано толку колку што тие имаат капацитет да прочитат. Обично прво погледнуваат колку текст има, кој ќе се плашат. Значи, па и ние како деца, еве да се признаеме кога ни биле лектирите во раце, вртиме да видиме колку сликички има внатре. Сега тоа е направено така да биде избалансирано, да на секоја страница има по нешто за да го привлече вниманието. Илустраторите се многу важен момент, многу важен фактор во создавањето на една книга за деца. Колку е возраста помала, нели рековме поголеми се илустрациите, меѓутоа илустрацијата, дизајнот, тој визуелен пристап е многу важен. И затоа е многу важна и тимската работа во создавање на една книга. Вие добивате ракопис, прво и основно, еве јас како во улога на уредник морам да го видам, да го проверам тој ракопис дали е добар, дали задоволува одредени критериуми, затоа што литературата за деца мора да се внимава што е тоа што ќе му го понудиме на детето да го прочита, и тука ги градиме и критериумите за добра литература од секој аспект, и од естетски, и од книжевен, и од морален, и што значи тоа да биде убаво напишан текст, нели? Сега кога уредникот ќе го види текстот, тогаш го бира илустраторот чиј што сензибилитет одговара на одредениот текст, кој што ќе го инспирира текстот да ја даде најдобрата можна илустрација од себе. Ксенија, веќе гледачите чекаат на линија. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Александра на телефон. Мило ми Александра. Александра, веднаш да ве прашам, не за вашата возраст, ве прашувам за возраста на внучето или детето, не знам. За кого? Така? За кого? Јас би сакала да се ипак за помали дечиња, предучилишна возраст. Значи приказни за мали деца, како што рече самата уредница. И би сакала многу да ја поздравам, затоа што јас уште во младоста се сеќавам на своите приказни и особено си ја почитував, не знам, Трите прасиња и волкот. Класиката, да. И така да секоја чест и пожелувам на вистина да имаме многу вака приказни и сепак и да живееме во светот на реалноста, меѓутоа и во светот малку и на имагинацијата да ги посеќаме. Да, некогаш е убаво малку да избегаме од оваа реалност. Од оваа реалност. Да. Поздрав многу и честитки, значи, и за вас, Искра, и за вашата уредничка. Ви благодарам многу, Александра. Се надевам дека ги оставивте вашите податоци во режија. Нигде ќе ви олесниме работата, не морате да доаѓате до Алфа телевизија, доволно да појдете до продавница број 2. Му доаѓа тоа на просветно дело.
Јас ќе речем кај гимназијата Јосип Брос, ама не е тоа таа што ја знам кај Јосип Брос, туку е до еве да не правиме реклама на други, до полициската станица Беко, во тој ред. Можеме така, бившо Беко или Палома Бјанка, сега во Карши, нели? Веќе од утре може да појде Александра, претпоставувам со Да, таму ќе бидат доставени подадоците, значи со име и со презиме и ќе си ги подигне приказните за мали деца кои што се сосема нови, свежи приказни, кои што има нешто од класиката, меѓутоа има многу приказни за деца кои што ние не ги знаеме. И од светот и кај нас. Мислам да сме се научиле, како што рече Трите прасења, Црвенка па Снежен, меѓутоа дајте да понудиме нешто ново, нешто поинако и нешто поразлично. Широко поле е светот, така. Да го слушаме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Убав ден. Нели? Се надеваме дека ќе биде. На писателката, сварва и на сака им час. На ова е нешто убаво што за секој и за нашата возраст, па и ние сакаме да се осетиме како нели? Да. За дури истото да го прочитаме, со поинакви очи го читаме сега. Да. И што за овие што се предшколска возраст, ги сакаме, ги почитаме и новите приказни што се, и за нас тоа ќе биде како духовно подобрување и избогатување на нашиот речник и за раскажување на приказни на децата. Така е, така. За која возраст станува збор, само морам да ве прашам? За предшколска возраст. Исто предшколска. Да, предшколска, меѓутоа еве јас ќе ви ја предложам да ја земете Мелои, значи тоа е некаде и тука и таму, децата растат, нели, секако за среќа. Нема проблем. Така да, можеби ќе треба да почекате малце, но знаете како читањето со децата растеме и ние со нив. Значи, кога е на една возраст го доживуваме со едно чувство, кога е на друга возраст истото четиво може да го доживееме секако поинаку. Ете да го земеме примерот со Малиот принц, знаете кога ќе го прочитаме на некој 10 години, имаме нели една перцепција на нештото, меѓутоа кога ќе го прочитаме на некој 3-14, па како гимназијалци, па како возрастни личности. Значи таква е и литературата, пак ќе речем нели возраста е битна, но Мелои е една таква приказна која што можеме да ја прилагодуваме и препрочитуваме на различни возрасти. Еве ви посакувам убаво поминато време со книгата. И јас многу ви благодарам на јавувањето, Ксенија и вам ви благодарам, но бевме договорени 4 книги да се поделат, да не ги разочарувам гледачите, не мора да се вклучуваат во програма. Следните двајца што ќе се јават исто така ќе бидат запишани, нека ја кажат возраста и ќе така остануваат значи уште 2 книги. Девојчето Нина е таа една нова едиција. Првиот дел е влезен во лектира, меѓутоа еве носам јас друг дел кој што децава може да видат што понатаму се случува со девојчето Нина, која што е исто книга која што е реален свет, меѓутоа има еден паралелен волшебен свет во кој што девојчето Нина има некои своји моки и секако тука е мојата книга Борко Брзозборко која е 100% реална. Значи тука немаме фантазија, немаме паралелни светови, овие се приказни превземени од секојдневието на децата, секоја приказна има свој предизвик и она што мене ми е особено драго како и на секој автор е што оваа книга доживеа и второ издание, благодарејќи на поддршката од воспитно-образовниот кадар кој што се ја избраа како неформална лектира и која што се обработува во училиштата, затоа што веројатно станува збор за приказни кои што се современи, се случуваат сега и тука и им се интересни на децата, особено со предизвиците кои што треба да ги реализираат во неа. Да, сине малку бев неправедна кон вас, не стигнавме да зборуваме за вашите дела, тоа ќе го ставиме следен пат, мора повторно да дојдете, особено што наскоро ќе излезе од печат вашата најнова книга. Ќе зборуваме тогаш за тие, а гледате дека и нашите гледачи не само што сакаат да гледаат телевизија, туку сакаат и да читаат книги. Така, тоа е најважно. Читатели секогаш има лојкима, првачиња, ета и Владко дете сладко веќе треба да излезе следната недела, за сите првачиња создадена со љубов и ете еден предизвик да речеме да биде еден подарок или едно воведување на првачињата во светот на прво оделение и за крај само за сите кои што сакаат да се занимаваат со пишување за деца, сакам да испратам една порака и како уредник и како автор дека нема добар писател ако претходно не бил добар
читател и ако се одлучите да пишувате за деца, морате да читате литература за деца, особено на нашите македонските класици за деца, кои што навистина ги има, се добри и квалитетни, за да бидат репер и патокас како понатаму да ја градиме македонската литература за деца. Ви благодарам многу, Ксина. Ние сега се враќаме на нашата сурова реалност. Време е за најновите вести на Алфа телевизија. И до самиот крај на емисијата одиме со нашата втора денешна тема. Тоа е говорот на омраза кој се шири по социјалните мрежи. Главен повод за ова наша денешна тема се навредите кои што беа упатени од страна на еден наш сограѓанин кон децата со аутизам. Да го погледнеме прво прилогот на оваа тема. И покрај тоа што заработи пријава за ширење на говор на омраза и насилство, лицето Ранко Сребаковски, за кој децата со атипичен развој се само терет на државата, продолжува да пишува коментари со грозоморни содржини по социјалните мрежи. И понатаму негова мета е штипјанецот Зоран Мијалков, татко на 2 деца со аутизам. Тој денеска поднесе пријава против Сребаковски, а во видеопораката која Мијалков ја упати, вели дека ова не е само борба за неговите 2 сина, туку и за сите деца со посебни потреби. Шева дури сакаше и шанса да му дадам да се покае, да се извине, дури го покани на гости да ме запознае мене и децата да виде колку греши со тоа што го е пишал, ама за жал не се кае. И за тоа што не само моите деца, сите деца се навредени. За сега нема конкретни детали како полицијата постапува по случајот во кој веќе има 2 пријави, освен дека истрагата е во тек. Поснов ширење на говор на омраза и насилство преку социјалните мрежи, согласно член 394 од Кривичниот законник, прва до МВР реагираше првата детска амбасада Мегеши. Пораките со запрепастувачка содржина не ја остави рамнодушна македонската јавност, која на Мијалков му даде безрезервна поддршка. Да, насловот за самата тема можеби е малку подолг, но главното прашање е како стигнавме до тука. Го имаме веќе и следниот гледач на линија. Добро утро, повелете, во програма сте? Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. Па до каде стигнавме пак? Кога имаш партија и членство, нели, СДС, поранешни, нели, југословени Титови комунисти, Сојуз на комунисти, кога гласат за лидер на партија, кој јавно вика на трибина од партијата, че јадам живи луѓе, че јадиме живи луѓе. И таму други грозоти кои таа партија ги прави, нали, 80 години наназад, тогаш како сакаш да имаш нормални луѓе со душа човечка? Не можеш да имаш. Кај нас овдека така е, за жал. Кога веронауката е замразена, а таа иста партија се Титова Југословенска СДС прави геј паради. Имаш председател на држава Пендаровски, кој рече стока за овој народ. Или сега не на друга телевизија СДС-овец го слушам, Болдужел требало за македонскиот народ, за нас македонците, нали, да не сомели не баре, да не сотри, ако сакаме да се бидеме македонци и Македонија, да пееме, да зборуваме на македонски. Тука преска 2 пати ме спомна по име и цело време скоро за мене зборуваше еден лажен свештеник, удбаш во МПЦ, кој нема врска со Христа Бога, удбаш е гледам тука да кодоши во Македонија и во МПЦ, тој кажа дека јас сум мразел деца македонски. Не, ја ги сакам дечињата и македонски, и српски, и албански. Мене ме радува ако во Србија, кој ќе појдам, на секаде српска музика се слуша, тоа е Србија. Ме радува ако сите деца во Србија си пеат своји српски песни. Но жал ми е, ако во Македонија дечиња македончиња и по 31 година независна наша македонска држава и му велам, дечиња, ајде запејте на наша македонска песна, и тие ми велат, чичкотале, ние не знаеме наши македонски песни. Пееме само српски, знаеме, Псеца, Аркан, нели, она, Аца, Лукас, тие татковси, мајки, баби, дедовси, за пример ни ги даваат. А веројатно овој лажен свештеник се радува ако една Цеца неморална е идолка на многу македонски девојчиња.
Ако не е, да речеме, некоја, не знам, наша македонска пејачка, чизуме за малце. Денеска се слави маченица Сузана, честито име на Сузана Турунджиева, на сите кои слават денеска имен ден, а се викаат Сузана, а денеска е и роден ден, имен ден на нашата македонска презентерика на преубави наши македонски песни, Сузана Спасовска. А друго да кажам, значи, како може некој да ме клевети дека јас сум мразел деца? Ти, србоману предавнику, ти се радуваш дека македонски деца не знаат да пеат македонски песни. Робси на твојата сопруга србинка и сакаш сите македонски деца во Македонија и да не зборуваат на македонски. Ти сигурно сакаш да се врати српска окупација фашистичка кога убиваат деца гореа во Фурни, во Тиквешко восстание. Почит до Србија, почит до српскиот народ. Се радувам дека вторник чири патријаркот српски во Свети Јоаким Осоговски, организирам од прилеп 6 автобуси за Свети Јоаким Осоговски и сакам да сме равноправни брајки и сестри во Христа, срби и македонци. Ама јас да си пеам на македонски, тие си пеат на српски, а не како овој удбашов МПС што сака наши македонци. Добро, и такви зборови спаѓаат во навреди, затоа да немаме навреди и во овој медиум како што ги има по социјалните. Добро утро за следниот гледач, поверете во програма сте. Здраво, тој веќе спомнавте удба нешто че се спомна. Јас не ја спомнав. Да. Талци. Не е битна негова работа, негова мислење. Ми беше повете удба, да справавме средни пријатели. Удба некаде до 90-та година би требало да постоела, до распад, до 91-та година. Значи, тоаш навека што удба сега? Удба. Повонека кажуваат луѓе цијашки работи, значи ција. Ција си ја презема улогата на удба, сега и си бита работа по светот. Така да нема што удба више. Значи, ако сакаме да се навредиме, да не се викаме веќе удбаш, туку цијаш. Па да, видите се, ама реално збориме. Америка главен джандар се викаше на времето, после ја го нареков главен силеджија, што е и вистина, но црна вистина, не у Нигер што се случи, гледајте таму. Ке ги стиска сега тие некоја таму, нека пандам на Европска унија, Афричка унија, некоја западна Афричка унија. Идете, удрете по Нигер, таму тој се одметна, сака да ми бега. И сега што коментари повеќе? Значи, што се однесува, пак ќе кажам сега за првата тема, бидејќи кон каде води патот, нарочито со вакви, да ги речам Пабло Ескобаровци или Габриели, како и да ги наречам, води кон еден наслов од една песна на Talking Heads, пат кон ништожност. Значи, таму ја води патот. Нигде не води, особено неповрат. Така, тој пат е тој што ни го ни трасираат нашите стратешки партнери, нашите стратешки килери или убици, значи на македонецот. Ја многу не сум по религиите, да ти кажам искрено, ама гледајќи ги Срби надека, па само ние и Србите сме под огромен притисок. Па што толку се нафрлиле на нас, што толку зло видоа од нас, па да не е толку тетошат. За втората тема, право ти кажам, види сега, знаеш како викаат, знаеш, има луѓе се раѓаат, така мислам, без везе, знаеш, не зборам за овие аутистични и татко им, зборам за тој другиот таму што билдал многу мускули ставал на себе. И мислам дека претежно луѓе кои се изфрустрирани, знаеш, решито во однос на генетиката, значи ако нешто малку така не му е баш погодено некој дел од екстремитет од него, претежно се запаќа за тренирање мускули, барем тие мускули да ги развие ако не може тоа другото. И сега ќе се тука ќе напаѓа аутистични деца, што не е убава работа. Утре треба онда се жени ако веќе не е склон кон некоја друга настраност. Иначе, ако се жени, треба да прави деца. С краја било да му се родат како овие што ги има човекот. Поздрав вредно. Да, не е убава работа. Добро рековте. Благо речено. Добро утро за следниот гледач, поверете во програма сте. Абе, стана под јадење, кога видов тој со мускулите, дали има тој ум, точно вели може да е скренат на некоја друга страна.
па само оди на мускулите. А та другата страна се знае која е. Како не му е, нема тој ум бе, нема ни ум ни разум. Па ја има внука слепа 37 години, ништо не гледаше. Го имам осетено на грбот, внука од брат. Што значи дека и тој, ама тој нема да се жени. Тој е од другата страна. И да се жени, ќе си замени жената. Што ќе прави, само ќе ја гледа. Како не му е вака, ако има родители, ако има пријатели, што значи тие деца треба да се гледаат, најмногу сите треба да ги гледаме и да му помагаме. Не можам да се совземам воопшто, нека земи, нека оди од мостот од Вардар, нека се фрли, нека се удај. Ако не друго ништо. Не знам што да речем, што имаше уште друга тема, нешто уште 2-3 збора? Па првата тема е во која насока оди Македонија, во вистинска или во погрешна? Во која, не во погрешен, во никаков. Во никаков, во никаков правец. Сите, секој да иде, тој е сковар, секој трет ден овде кај иди. И тој може да е од другата страна, овде ке има најдено нешто и че си ја сврши работата и се враќа таму. Се извинувам што сум вулгарен, меѓутоа, за жал, така треба. Така треба. Немам појќе што да зборувам, фала многу. Поздрав голем и се најубаво. Поздрав, и јас ви благодарам. Да внимаваме ние сега да не се спуштиме на тоа ниво сега, него да го напаѓаме. Мислам дека е многу подобро да застанеме во заштита на децата, отколку да се спуштаме на некое друго ниво, иако ситуацијата е таква што ве разбирам дека предизвикува да се врати на ист начин. Добро утро за следниот гледач, поверите. Добро утро, драга Искра. Добро ви утро. Поздрав од Неготино. Поздрав и до вас. Благодарам. Најубавата возителка денеска гостува во нашиот дом. Да, биде ми жива и здрава, се најубаво ти потаквам. Вие да сте живи и здрави. Во денешно време луѓето немаат никакви права. Тие им се обесправени. На кој како ќе му текне, така се пишува и зборува. Почитување на законот е граѓанска обврска, но не се почитува. Доволно е почитување на човечкото. Да, нема човечко. Нема во човекот човечко. И нема човек. Граѓанинот е човек кој ги ужива човековите права и слобода, но треба да ги ужива, ама не ги ужива. Правото на граѓанинот не се добива, туку со текот на времето се стекнува. Кој го работи ова немило, како да го наречам, дело, еден возрастен човек. Луѓето донесуваат различни решенија. Во туѓи тие се мешат дури во туѓи семејства, како е во случајот, нели? Така е со примерот кој го напишал 30, мислам кој го направил 34 годишно беше човекот, нели? 34 годишно. Така мислам. Кој го обесправува и ги обезличува правата на таткото, кој е самохран родител со 2 деца. Да, каде му е тешко, каде што не му се помага и уште му се одмага. Има право да ги одгледува, уште бели му праве, уште го нагрдува секако. Па тоа е никакво човечанство нема. Тија нема ни тронка грижа на совеста. Кај му оде таа совест? Господ ќе го казне. Тој не поседува никаква култура. Никаква култура, тој и самиот себе не сака. Не знам што да кажам, многу е болна темата. Постоењето на културните разлики меѓу луѓето, очигледна е разлика, дали има култура. Тие формираат мислење, он формира мислење за други, а не си ги гледат за нив. Првен измести си го твојот двор, а после зборувај за другиот. Не му копај гроб на другиот, бидејќи сам ќе влезеш во него. Не напаѓај, не омаловажувај никого, бидејќи зборот
повеќе боли, драга Искра, од узреното. Секако. Да го удриш некој ќе помине. Ама зборот остава длабоки траги. Не прави ми го на никој она што не сакаш тебе да се случи. Секое зло со зло се враќа. Кога тогаш Господ ќе ти плати. Децата со посебни потреби, не сакам да ги нарекувам така, извинете на зборот, тие се посебни луѓе. Мислам дека се посебни луѓе. Нивниот живот зависи од нивните најблиски, од родителите. Тие им пружат помош, нега. Тие се посебни, даваат посебна љубов и култура. Тие никого не омаловажуваат. Тие се добри луѓе и секогаш почитуваат. До мојата куќа има такви деца кои живеат околу на број 13. Многу се фини дечката. На дворот си тоа и секога го поздравуваат. Кај ќе одеш, добро утро, добар ден. Ами наш човек, учен директор или шо е шалабајза, никого не си вика ни добар ден, само вака те гледа напоречки. Од цели денови си косат трава, се перат, си прават ручок. Кој ќе помине, се го почитуваат, они се третирани како луѓе од прв и втор ред. А тоа е најголемата грешка. Затоа постоење. Затоа постојат разлики во животните стилови на луѓето, кои никогаш не ги почитуваат личните права, а камали на другите. Има многу да се зборува, ама доста е толку. Биде ми поздравено. Поздрав и до вас. Да, не само што тие дечињата се посебни, туку и нивните родители се навистина посебни, вистински херои, затоа што се откажуваат од се, за да им се посветат на нивните деца. Да, рековте зборот и то како знае да повреди и да боли, но се надевам и предпоставувам дека барем вашите зборови на јавноста и на во оваа емисија и преку социјалните медиуми во знак на поддршка и на осуда на овие навреди му значат на таткото. Барем да знае дека таквите личности се бројат на рака, а дека повеќето не мислиме така. Добро утро за следниот гледач, повелете. Ало, добро утро, Искра. Добро утро, Славица. Лепотице моја златна, вака да ти кажем Искра, не ли да убави празници, нема да кажем ништо лошо, поздрав до господјата родна, мислим од Неготино, се кажа, секоја во чест. Значи, стварно, народот се намо, Искре, сеќаш ли се у една емисија када збориме кој повеќе оговара, дали мажите или жените, да требаше ја да дојдем кој повеќе зборува, така беше прашањето, да. Ја прошли пут двајца и тој учени, овој си зборила, оној си зборила, ја ги погледнај двојцата, викам, овие стварно не се уред. И си одма текнаме на емисија. Па и во оваа ситуација, да, убаво ви текнало, Славица. Лелебе, викам, овој што стана, бе, па ќе идемо напред, бе, дека ќе идемо, бе, они не може да те гледат, бе, прво, како змии, некои извадиле петалата и немат време да извадат петалото, кога ќе те видат. Одма да те пецнат. Значи, Искра, стварно, не знам што да речем, немам зборови, пак ќе речем, идат ни убави празници, сакам ги сите ги поштуем. Ми се чини што викаш еден мој пријател, мравка не си нагазила, сите по тебе зинале. Ако викам, мене кад ми е чистото и на срцето, еве овие што се вреđат, како што има кажуваш ти на телевизија, кој што рекол, бе, кажи си, бе, како некој жени, бе, овој рекол, знаеш колку и денес беше таков случај, од мажи се расправа, точно. Да, бе, Искрет, бе, овој што стана, па и на телевизијата почна. Абе, ти си знаеш кад ти е чистото и на срцето. Абе, не ти збори кој што сака, а што сам си направила, што сам јас си го признавам. Да, не те слушам, Искрен, баш ми е мило да ти кажем што да ти се баш ви е мило што не ме слушате. Да, не те слушам. Не, сакам да ти кажем да ти одговорим на што ме прашуваш, нели, за тој национална работа. Ја кога те видим, море реко вртим ако треба, колку телефони ми прегореа само да те чуем, да те видим и имам некоја шанса да сме живи и здрави. Сите гледачи, убаво рече една гледачка да се видимо, овие што се јавуваме, да видимо на што личимо, што се толку нели сите на овие телевизии, кој се вреѓа, кој ја па да ти кажем си уживам, па кад си насмеена, па кад видим човек насмеен, ја уште толку се смеем. И не могу да ги сватим, овај народ мисла дека 2 века ќе живеат. Абе дај луѓе, оставите си, бе, ти си глед за тебе, што имаш у куќа, што имаш. Ако можеш да помогнеш, помогни, ако не можеш, бегај си. Па да речем Господ гледа од озгоре, еве ја па ќе га кажем, овој некој пат нели така, нешто ме падне тешко, па се викам, ајде, овој, па се викам, од све ќе скриеш, од Господ не можеш. Па си почнем па да си се смеем, да си работим по куќа,
куќа да си ги гледам работите. А ова е рекол, така ли е, не ли е. Малку паланечки искрен, да се ми жива и здрава, да ти кажем, мило ми е што ги слушам гледачите, али ми е па многу криво што се нападат. И што кад кажат некои зборови тешки, па значи стварно не иде. Стварно што не иде. Па ние сме македонци, бе, тој не овој прават, бе. Па они не начекаат таквија мирни или како да речем прости, ќе ни направат како едно време евреите. Така ќе ни направат и на нас македонците ако продолжиме вака да се нападамо. Па дај малку нека престанат бар нови емисии, да бидеме среќни што ги имаме овие емисии. Да ти кажам искрено, ја некад не могу да добием, па ми е мило што Алфа толку го сакат, вртим, па се радувам што не могу да добием. Викам секоја чест и на водителки, еви Слободанка кад го видим на телевизија, еви сите прекрасни сте. Бидете ми живи, здрави, убаво да си поминемо и празници, и викенд, и се, и дечиња да ни појдат у школа со среќа, ќе се најдат и книги, и се, само здравие да има и Господ да не чува од лоши работи. Тоа многу се надевам дека ќе се најдат книги, ама и Славица искрено не знам како ќе се најдат ако не се ни отпечатени. Инаку во право се, да, треба многу корисно, полезно да си ја користиме емисијата отколку во расправи меѓу себе. Добро утро, да следниот гледач, поверите во програмата. Ало, добро утро, Сузана. Од каде Сузана? Уствари, Сузана, извини, мета грешка. Простено ви е. Добро утро. Сепак сакам да ја поздравим, да ја поздравам Сена и Вало, и на вас, и на сите поздравим Валфа, од Николче Петриси, од Кичево, кој према мене некој шитат омраза, кој љубов, јас не замерувам никому, оставувам на Бога. И затоа што сум така, во сите мои години растен. Уште како дете, многу добро знаеме сите каква почит има мене со други. И вие добро знаете, кој ќе поминеме добар ден, добро утро, добар ден. И сите тие работи, значи беа меѓу нас. Љубов, почит, сакање. За жал, партиите го направија најголемото зло во оваа држава. Затоа што дури и во своите куќи, кај што фамилиарно живееме меѓу во брак или брат и сестра, значи постои некоја омраза. Зашто едните за едните, другите за другите? Постоje омраза затоа што стварно некој демократија да сваќа погрешно. Демократија е да покажеш култура, да му помогнеш секому, да не го мразиш никого, кај што греши да му помогнеш и сите тие работи кои ќе ги научи човекот, ќе свати кај греши и јас мислам дека никогаш не би помислил на таква грешка. За жал, кај нас, ево, повеќе пати вие лично сте ги спомнале како господинот претходно мора да го напомнам Тале кој ги навредува едните, другите ги навредуваат него, па исто и од председателот на партијата на господинот на опозицијата редовно гледаме навреди, значи навреди, од кои секојдневни навреди, али за жал продолжува како еден, така други. Од другата страна може да нема навреди, има навреди на покултурен начин. Значи сето тоа треба да се тргне заеднички. Ако ние сакаме да си живееме во оваа држава без разлика на боја, без разлика на националност, значи партија, треба да се почитуваме сите. И јас сум не сум навредувал, него сум укажувал за она работа која не чини да биде добра и некој треба да ја свати. А исто може да сум јас грешил, па сум научил некого и сепак со сум го задржал за мене кај што ќе употребам таа грешка. А најголем срам е, значи, во денешно време да му на некого завидуваш и да го навредуваш. И случајно на децата. Значи, најдоброто нешто е, како што рекол, дајте бре да си започитуваме пријатели мои, да си се сакаме, да си тргнеме омразата, тогаш државата оди напред, тогаш Бог праќа добри пораки, а секоја образа која ставиме едни према други, Бог ќе не казни, биете сигурни, ако не денес, утре. Значи, не излегува секому тоа лошото и доброто. Мојата порака е, живеете сложно, почитувајте се, сакајте се. Да, Николче, ако сме згрозени од тугите навреди, дефинитивно најдобар начин да се избориме со тоа е да почнеме од себе, ние да не навредуваме никого. Или, како беше она, не правим го на другите она што не сакаш да ти го прават тебе. Добро утро за следниот гледач, повелете о програма сте. Ајде, добро утро. Добро утро. Нека е напомош денот, субот да се дочекаме празниците. А вака коментар за тој од Вевчани.
Не ме чуди, тие се вевчани такви луѓе, почнувајќи од Муковски, што ви предаде, што луѓе млади лежат во затвор. А јас се чудам некој од вевчани да се јави или да даде сообщение дека го осудува, се го градува тој. Абе, дислоцирај го таму од вевчани. Прати го во шума таму, волците човека да го изедат. За другава тема, тоа е проблематична, значи 33 години колку сме независна, нема чаре. Една партија ќе дојде крадат, друга партија ќе дојде крадат. Решење, не знам, веруете ми, јас сум 64 години без некој месец, ми е жал, ми е криво за младите. Ајде, ние видовме и добро, и лошо. Човек не знае што да каже, како да излеземе од ова криза. Значи, една анархија владе во ова наша Македонија. Не се поштува закони, кој како си работи си сака. Чаре не верувам. А овие пензионерите што се или другите граѓани идат избори, не излегувај на избори, излезеноста нека биде 10%. Сами нека се степат пратениците и партиите кој да биде на власт. Не излегувај. Така не е задолжително како во Грција или во друг. Не излегувај. А не ние ќе се дотераме во 7 сат, одиш меѓу првите. За кого? Да ги седниш на фотелја, па после да се нервираме. А овие здруженија паланчани, веруете ми, за неколку дена ќе влезе некој кодош таму и нив ќе ги искара. Како што ги се искара во Куманово. И во Прилеп ќе пуштат некои кодоши. И тие ќе се искарат. Затоа сугерирам да не излезе. А на младите, ми е криво вака што ќе кажам, им се пружи прилика, нека бегаат од Македонија. Овде нема живот. Јас живеам во Ѓорче. Веруете, во круг негде 20 фамилии млади избега, кој Германија, кој Малта, кој... Нема перспектива во ова Македонија. А чаре не знам. Сум рекол, ако треба некој протекторат од некоја јака држава, еве Германија, 5 години нека и премиери, и министри, тие најосновните министерства што се, да не оправи. После 5 години, дај ми некои избори што се вика, тие да ги прават и списоци све, ако не бива, ако не уште 10 години подерем. Веруете ми, криво, ми се плаче некој пат кога зборам. Зашто вака да биде? Ова Македонија, злато, да има домакини луѓе, човек може да роди. Бидете ми поздравени, све најдобро, убаво да се дочекаме празникот што иде. Ви благодарам на јавањето, иако не е тоа нека препорака да им кажеме сите да се срелат, но барем убаво завршивте дека Македонија е злато. Ви благодарам на сите кои што ова утро бевте со нас. Останете со програмите на Алфа телевизија, следуваат најновите вести.